Како што пред малку чувте, јас го повикав господинот Трилковски, председател на Државната изборна комисија, да биде денес присутен, а тоа е негова обврска, тој е конечно избран во ова собрание, председава со една многу важна институција, дали престанал, како што знаеме, да го почитува ова собрание, но зошто пак ја почитува својата институција, која што така државна, не ми јасно. Не се, заради мојата одговорност према јавноста, јас морам да поставам прашања кои ги сметам за клучни. Ке му дозволам да ми одговори писмено и ке ви известам дали тоа го направил. Деновиве Македонија тресат огромен број на граѓански протести. Не деновиве со месеци нанасат. Но тоа е добра вест. Македонија со засилени чекори кон демократизација, неповратен процес кон формирање конечно на едно граѓанско општество. Врата по врата кон демократијата паѓаат и се отвораат. Македонија, после политичката криза, после овие скандали кои што ја тресат и после овие граѓански протести нема да биде никош иста. Ке мораат граѓаните и се доаѓаат по своето. Ке мораат нивните барања да бидат уважени, ке мораат нивните аргументи да бидат сослушани и нема да може никогаш веќе никоја влада во иднина да се однесува по системот победникот добива се, другите губат се. Затоа ова го гледам како светол момент. Во тој контекст, денес моите прашања се врзани со граѓанската иницијатива наречена референдум за зачувување на градскиот трговски центар или го сакам ГТЦ. Овој референдум јасно беше поддржан од опозицијата, но не беше потребно да се политизира самиот референдум, бидејќи беше резултат на една бурна кампања која си ја водеа граѓанските организации. Но и со и без референдумот битката веќе беше добиена. Нема откажување на скопјани, нема откажување на центарци, од последната икона, од последниот сведок на нашето урбано живење, не се откажуваме од нашата историја, бидејќи град без историја и народ без историја не е народ. Еден град треба да е слика на сите епохи во кои што луѓето живееле, да не зборувам дека станува збор за уникатно ремек архитектонско дело. Не се откажуваме од ГТЦ, не се откажуваме од нашата историја. Да преминам конкретно на референдумот. Од 50% излезнот, колку што требаш, имаше 40,7%. 39% на ниеден избори тоа не било, или 17.000 граѓани, тоа е речиси сите, влегува само во математичка грешка на броење, се изјаснија за градскиот трговски центар. За споредба, ВМРО ДПМН владее со државата со 27% поддршка. Цели 12% има повеќе поддршка, но и бетон сместен во преубавиот, бивши преубав парк Жена Борец. Јасна е оваа логика на овој референдум, дека ВМРО ДПМН формално или неформално отиде да го бойкотира, со целата иконографија на која што се навикнав на лифтови, притисоци, искинати плакати и така натаму. Но, тоа го направи смислено, за да нема цензус. И втора недоверба во центарци, собствени луѓе од ВМРО, кои што знаат дека зад параванот ќе искажат љубов кон градскиот трговски центар, затоа што и јас заедно со нив растевме покрај него. Се ова беше математички предвидливо и докажливо. Не е јасно само зошто, покрај толку анализи и така наречени аналитичари што излегуваа во јавноста, како некако со комоција се пренебрегнуваше најголемиот системски пропуст во гласањето, а тоа е лажниот избирачки список, набилдан, проширен, надграден со фантомски гласачи. Во ова наша држава веќе ненормалните работи станаа нормални. Си ги примивме кон нормални притисоците во администрацијата, списоците, гласачите отпустеци и така натаму. Но, господинот Трилковски изјави
неколку пати во јавноста дека се сомнева и знае дека се уште имаме 50 луѓе запишани во еден стан, што е во Бангладеш да имаме толкави семејства. Лани 2 пати на таков сличен избирачки подпис, тој стави подпис, на избирачки список стави подпис и ги легитимираше изборите. Опозицијата отиде на гилјотина, може би немаше да добие избори, но зошто да и бидат украдени макар и еден пратеник со ваквиот список. Втора изјава на господинот Рилковски. Ние сакали или не го подпишуваме списокот, бидејќи немаме начин да го провериме. Извинете, но диплома не можам да подпишам ако немам начин да ја проверам. Значи, ова е абсурд, нечуена изјава. Прво, мислам дека има начин, но има и обврска тоа да го направи, затоа што изборниот законник тоа му го дозволува и налага. Во членот 31, уште во првиот став вели дека врши проверка на интегритетот на базата на податоци на избирачкиот список, што ја добива од МВР. Понатаму, во ред членови има право да покрене прекршочна, дури кривична пријава, во колку има основани сомненија. Значи, он има и право и обврска. Но доколку е навистина оневозможен тоа да го прави, нели е морален чин да не го подпише списокот во кој имаме основани сомневања. Со ова дик не ни гарантира фер изборен процес. Затоа моите прашања кон него се: зошто го легитимиравте референдумот за градскиот трговски центар со ваков избирачки список, за кој што има бројни сведоштва дека е таков како е, а цела година при тоа не покренавте иницијатива за теренска проверка на списокот, на што имате право да иницирате еден ваков процес. Па да ги тргнеме еднаш за секојаш тие дилеми за каков изборен список станува збор. Понатаму, господинот Рилковски нагласно зборуваше дека нема веќе доверба во овие институции, нели познатиот вокабулар, кој што мора да го следи, па тука наведе немам доверба во судството, во обвинителството, во МВР немам, но изгледа по неговото однесување дека еден од последните кој што има доверба во МВР, па си го зима списокот здраво за готово, без теренска проверка, на која што има право и должност, си го подпишува. Трет пат поред. Го прашувам, јавно пред целата јавност, можат ли граѓаните во таква една ситуација да му веруваат нему лично и на институцијата која ја предводи? Конечно, дали мисли дека граѓаните имаат доверба и да излегуваат на избори во ваква една нерасчистена, магловита ситуација? Предпоставувам кои ќе бидат одговорите и како последно го замолувам да размисли за оставка, да ја ослободи таа Државна изборна комисија, се со цел, како и неговите предходници, се со цел и се со надеж дека еден ден ќе дојде председател со интегритет, кој што јавно на прес ќе каже дека е оневозможен да работи, дека се соочува со тие проблеми, па и ќе го искине избирачкиот список пред сите граѓани и ќе ни гарантира дека нема да подпише избирачки список во кој што има фантомски гласачи или барем избирачки список во кој што многу луѓе во оваа држава имаат сомнение. Ќе го молам и ќе му дозволам, односно, да одговори писмено, мада очекував дека ќе се појави овде, имав и резервна дискусија спремена со него. Но, граѓаните на Република Македонија не смеат да останат без одговори на овие клучни прашања. Конечно, Македонија делумно се наоѓа во оваа политичка криза во која што се поради магловитите лански избори. И тој е должен да се однесува професионално во склад со законот, а да покаже јавно и гласно, да каже ако е оневозможен да се изведува професионално својата функција. Ви благодарам.